79-годишниот Ѓорѓи Кузмановски од Скопје веќе 11 години поред по повод празникот 8 септември, денот на независноста на Македонија. Со својот велосипед поминува одредена релација низ државата. За овој празник тој одбра маршрутата од Маврово преку Стража, Кичево, Македонски Брод, па се до Прилеп во должина од околу 120 км. Вели дека се движел со просечна брзина од 30 км на час и овие 120 км ги поминал за околу 6 часа. И порачува на сите постари лица да спортуваат за да имаат подобро здравје. Па порачуваме да си го празнуваме празникот наш македонски, да даваме прилог секој од свој аспект колку што може да се одбележи овој ден, значаен ден за државата и за нацијата нормално, и да преку нашето ангажирање на овој план, спортско-физички план или напредна спортска рекреација, како што јас се нарекувам, да популацијата наша од сите возрастни категории, особено оние повозрастните, а особено уште пак пензионерите, да не седат дома покрај телевизорите, него да излегуваат, да шетаат, да планинарат, да пешачат, да возат велосипеди, затоа што тоа ќе им придонесе за поубав живот да имаат и да имаат подобро здравје. Целиот свој живот се занимава со спорт, велосипедист и моторџија. Има издадено и книга за спортот во Скопје од 1902 до 2010 година. Цел век на тркала, значи велосипедист, моторџија, пред 2 дена завршив релито со мотори низ Македонија, за 3 дена 800 км. Најстар учесник бев и тамо. 25 релија имам возено, 30, овој некња беше 30-тото рели. Така ме препознаваат ко моторџија, ко велосипедиста, ко спортски работник. Иначе цел век сум во спортската администрација. 20 години секретар на Сојуз на спортови на Скопје. 20 години во Републичкиот спортски сојуз, во боксерскиот и велосипедскиот сојуз. Тренер на репрезентацијата на Македонија 20 на години. 5 години во селекторскиот тим на репрезентациите велосипедски на Југославија. Со него веќе 11 години во овие подвизи го придружува и Дејан Момировски, велосипедист од Скопје, кој што исто така вели дека една од целите на овие возења е да се промовира и здравиот начин на живот. Па како што каже и Ѓоко, пред се прво да го означиме овој празник 8 септември, денот на државноста, а второ е да ги поттикнеме сите оние кои не спортуваат или планираат да почнат да спортуваат, да ги поттикнеме да не се плашат, ево, баш да почнат, па ќе видат дека е баш добро ова што го правиме и ние. Кузмановски и Момировски велат дека со оваа традиција планираат да продолжат и во иднина.